Почитуван председателе, почитувани пратеници, првото прашање кое што се однесува на најавата за спроведување на ветинг процесот се базира првенствено на принципите врз основа на кои што го најавив моето работење во Министерство за внатрешни работи. На првиот ден од избор реков дека имам три важни работи кои што мораме да ги направиме. Тие се можеби малку на број, меѓутоа многу важни и суштински. Прво треба да се направи деполитизацијата, целосна професионализација на Министерството за внатрешни работи и декриминализацијата. Можеби е чудно малку и за јавноста која ќе слушне дека треба да се прави декриминализација и повеќе би рекол дека е чудно за меѓународната јавност, не за нашата, заради тоа што македонската јавност знае зошто треба да се прави и декриминализација на македонската полиција. Прво, имавме еден страшен период на заробена држава, 11 години, во кој што клучен, важен механизам на спроведувањето на тие активности на таквиот режим беше токму Министерството за внатрешни работи. И мислејќи дека на тој начин ќе се постигнат некакви цели, се постигна само рушење на системот на државата. А рушењето на системот на безбедноста е главниот предуслов за рушење на целиот систем на Република Македонија. И затоа се соочивме со бројни скандали, кои што го нарушија угледот и на Министерство за внатрешни работи, меѓутоа го нарушија угледот и на Република Македонија генерално. Ќе издвојам два важни скандали, кои што се најмаркантни, не би рекол дека тие се единствени, заради тоа што постојано имаше ситуации во кои што за кои што може да се говори од аспект на скандал. Меѓутоа, два ќе издвојам кои што се многу важни и кои што сега треба да ни бидат, нели, водилка во процесот на реформи. Првиот е скандалот со прислушувањето. Имало и претходно прислушување, нелегално, мислам на претходно 90-та година до 2006-та, меѓутоа за жал и тој период беше 98-2002 година и сега е во период 2006-2016 година, кога власта ја предводи ВМРО ДПМН. На крајот од краиштата тоа воопшто не е важно. Ние мора да израдиме систем кој што нема да зависи од политичарите, нема да зависи од политиката генерално, туку систем кој што ќе се грижи за безбедноста на Република Македонија. И од тој аспект сметам дека овој процес на ветинг заслужува сериозно внимание, затоа го најавив, затоа работиме посветено во Министерство за внатрешни работи, не само ние туку заедно и со партнери во овој дел. Веќе започнавме да правиме целосна анализа на состојбите заедно со ОПСЕ, ги анализираме и европските практики, кои што биле спроведени во делот на вако ветинг процес во македонската полиција. Најголемиот дел од државите ова го правеле и при промена на политичкиот систем, од еден во друг, например Чешка и Словачка, кога стануваат независни држави и кога се менува политичкото уредување. Од понов датум имаме сега таков процес кој што беше спроведен и во правосудните органи, сега и во полицијата во Република Албанија. И низ ова заедничка работа на групата која што е задолжена во рамки на Министерство за внатрешни работи и ОПСЕ, сакаме да ги согледаме сите можни аспекти при спроведувањето на ветинг процесот. Која ни е целта? Целта ни е овој процес да биде инклузивен, да биде транспарентен, да има јасни правила по кои што ќе се спроведува целиот процес на ветинг, за да не може никој да се посомнева која е целта на спроведувањето на целиот тој процес. Кои беа клучните причини зашто се одлучивме дека мора да го спроведеме процесот на ветинг.
од 2015 година, кога станав министер за внатрешни работи во Република Македонија, до денеска, повеќе од 50 на случаи откриени и процесуирани на фалсификувани дипломи на вработените во Министерство за внатрешни работи. Дали е фалсификувана диплома за средно образование или е фалсификувана диплома за високо образование. Вториот податок, да ви го кажам, што најголемиот дел од тие фалсификувани дипломи беа на лица кои што заземаа високи позиции во хиерархијата на Министерството за внатрешни работи. Имавме заменик, началник на алфа единицата во рамките на СВР Скопје. Имаме главни инспектори, началници во организиран криминал. Имаме главни инспектори, началници во крим полиција. Имаме командири на станици. И тој процес не застанува и понатаму, заради тоа што ние сме решени и пред процесот на ветинг, секоја индиција која што допира до нас дека имаме фалсификување на вакви дипломи, да ги истражиме до крај. И еве, и пред некој ден имаме нова случка во која што исто така се следува фалсификување на дипломи. Зошто е тоа така? За мене е разбирливо. Претходната влада направи систем на образование, што значи купување диплома како во трафика. Како што купувате мастики или палома марамици, исто купуваа и дипломи од савајле до вечер да добијат одредени позиции. Со такви луѓе кои што добива работни места на таков начин, не можеше ништо друго да очекувате, туку настанот втор кој што ќе го спомнам, а тоа е 27 април во собранието, токму заради таквата непрофесионалност на одредени структури. Понатаму, бројот на сторители на кривични дела кои што се во рамките на македонската полиција, кои што и до ден денеска ги детектираме, дел од нив имаат завршени постапки, отказни решенија и така натаму, за дел од нив се процесират и понатаму. Сето тоа не наведе дека ваков процес мора да биде спроведен. Нашата цел е да се донесе посебен закон за ветинг, да се формираат комисии на 3 нивоа, една надворешна комисија, надвор од рамките на МВР, една централна внатрешна комисија за спроведување на ветингот и на локално ниво, односно на ниво на секторите за внатрешни работи. Ќе се разгледуваат 3 аспекти во тој ветинг процес. Првиот аспект ќе биде персоналното досие на секој од вработените. Тоа значи образованието, дипломите кои што ги поседува и така натаму, потеклот и сето тоа што стои на располагање. Второ, ќе се разгледува имотната состојба на сите вработени. Од моментот на вработувањето па до денеска. Колку имале имот и колку имаат во овој момент. Затоа што постојат сериозни индици, кај некои е очигледно дека од полицајци, од командири, од началници и така натаму имаат зголемен имот повеќе кратно што го немаат ниту бизнисмени кои што по 20 години имаат бизниси во Република Македонија. И тука го гледам веќе интересот зашто е многу атрактивно да бидете дел од македонската полиција, па на оглас од 30 се евуваат по 3000. Веројатно, мотивацијата се овие луѓе кои што ги гледат во секојдневието. Многу лесно да дојдете до добра кола, да имате спрема вработените и така натаму. Целиот тој аспект ние планираме да го дефинираме во закон врз основа на тие законски решенија, рековни еден транспарентен процес. Ние не сакаме да правиме нешто само заради тоа да го направиме. Туку еве ќе има можност да вклучиме луѓе, да биде тој процес транспарентен и да се знае дека секој еден кој што ќе биде, односно кој што нема да ги исполнува тие критериуми за ветинг, многу јасно да стане на секој граѓанин во Република Македонија дека тие луѓе не треба да бидат дел од
дел од МВР. Ви благодарам на внимание. Ве благодарам и јас. Го молам